Според градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, во текот на оваа година би требало да започне постапката за реорганизација на јавниот транспорт. Во Ѓорче Петров веќе имаме лоцирано една парцела што ќе биде блиску до локацијата каде ќе треба да се изгради новиот клинички центар. И во потрага сме и работиме заедно со општина Газибаба на влезот на така наречената источна порта. Во градот Скопје дневно влегуваат околу 40.000 возила, 22.000 на западната порта, 18.000 на источната порта кај автокоманда, изјавил Петре Шилегов на советничкото прашање поврзано со проектот Паркирај вози од советничката Јелена Жугич. Тој додаде дека се во фаза на прибирање на тие работи и верува дека ќе успеат во текот на оваа година да започнат постапка за реорганизација на јавниот транспорт. Дел од таа приказна јавниот транспорт да се направи лесен и ефтин за тие што влегуваат во градот и да може да го користат. И кога ќе влезат во тој еден систем, пратечката активност ќе биде Паркирај вози. Шилегов потсети дека есента во соработка со македонски железници го промовирале потенцијалниот иден воз и изработиле проект за движење од Рачево до Ѓорче Петров со 8 попатни станици. Во визијата за развој на Скопје, имајќи го предвид просторното ограничување на Скопје, градот, сакале ние или не, ќе се движи према север, пратејќи ја пругата. Сите современи градови во Европа што го планирале својот развој, најпрво го решаваат прашањето за економичен, брз јавен транспорт. Овој дел каде што и сега градот развива булевари е едниот простор за развој на нашиот град, а се наоѓа непосредно кон пругата што може лесно да се трансформира од железничка или да остане и железничка, но и да служи за идниот градски воз, рече Шилегов.